Кошаркарската треска во Македонија продолжува и понатаму. Националната еуфорија прелеана од домовите по улиците и плоштадите широм Македонија се уште трае, а вистинскиот делириум ќе се доживее во текот на утрешниот или така наречениот ден од Д за македонската кошарка. Во 16 часот и 30 минути македонската селекција во борба за бронзениот медал на Европското првенство во Литванија силите ќе ги одмери со Русија. Ова ќе биде втор дуел на ова европско првенство и можност за реванш на нашите дечки по оној скандалозен пораз во последните секунди, а режиран од страна на судиите и останатите официјални лица на делегатската клупа. Токму поради овој надпревар и директниот телевизиски пренос, кој делумно се поклопува со фудбалскиот надпревар, на барање на фудбалскиот клуб Брегалница и ФК Вардар од Скопје, раководството на Фудбалската федерација на Македонија донесе одлука за поместување на почетокот на овој надпревар. Фудбалскиот надпревар Брегалница Вардар ќе се одигра во недела на градскиот стадион во Штип со почеток во 14 часот и 30 минути. Ова е втор исклучително важен гест на раководството на Фудбалската федерација на Македонија за период од 24 часа, со кој се излегува во пресед пред се на армијата навивачи, љубители на фудбалот, а и на спортот воопшто. Колку за подсетување, Комисијата за молби и жалби при Фудбалската федерација на Македонија вчера делумно ја прифати казната на Брегалница, односно ја преиначи казната од два надпревари без присуство на гледачи во парича казна, со што автоматски надпреварот Брегалница Вардар ќе се игра пред полни трибини и во величествена атмосфера. Како и да е, недела ќе биде вистински спортски ден, во кој барем љубителите на спортот во Штип ќе имаат можност за дупли програм. Од 14:30 часот фудбал Брегалница Вардар и од 16 часот и 30 минути телевизиски пренос Македонија-Русија.